Драги гледатели, почитувани пријатели и трагатели по вредности, добро ни дојдовте во седмата поред емисија од новата сезона на Потрага по вредности. Денешната тема ја насловивме правдата, праведноста и правичноста како вредности, меѓутоа посебен акцент ќе ставиме на милосрдието, односно сочувството. Мои денешни соговорници се новиот соговорник Јасмин Реджепи, председател на невладината организација Легис. Здраво, Јасмин, добро ни дојдовте во емисијата. И не случајно токму тебе те одбравме, гледателите подоцна ќе дознаат зашто си ти дел од оваа емисија. И мојот редовен соговорник и соуредник на оваа емисија, отец Ивица Тодоров, свештеник во Православната Македонска црква, но и председател на Сдруженијето до дома. Значи имаме еден председател на Сдружение Легис и друг председател на Сдружение до дома. Ќе му даеме предност на денешниот гостин Јасмин Реджепи. Како го формиравте Сдруженијето Легис и која беше основната цел да го формирате ова Сдружение? Пред се ви благодарам на поканата, поздрав до вас и до гледачите. Во моментот кога завршивме со активности на студирање на факултет, а бевме претходно заедно со нашите пријатели активни во студентски и разни студентски издруженија, решивме дека сега како академски граѓани треба да основаме нешто наше, кој што е тука блиску до нашите визии и цели кои што сакаме да ги направиме. И затоа беа тука некои правници, имаше економисти, имаше доктори, медицински лица, со кои што разговаравме и сметавме дека од наша гледна точка требаме да поработиме на она што се вели покажување на доброто лице на македонските граѓани надвор во светот. Односно, милосрдието кој што ги имаме ние надвор во светот. Заштитата на правата на човекот како единка создание Божјо, кога тоа се случува некаде во светот, а не де Боже и во нашата држава. И затоа земавме учество во неколку мисии во светот, каде што имаше големи кризи и кои што луѓе имаа помош, имаше меѓународни апели, се придружија тука разни организации хуманитарни од целиот свет и действувавме да речеме во Газа, во Палестина, действувавме во Сомалија, действувавме во Бурма, односно Мијанмар, неколку пати во Сирија, мината година во Босна и во Србија кога беа поплавите. Значи се со цел да покажеме дека и граѓаните на Република Македонија се луѓе од солидарност и емпатија кои што сакаат некаде во светот да направат некое добро. Така, моментално сте многу активни во бегалскава криза, односно директно во емисијата дојдовте од Ѓевгилија, каде што работите постојано со бегалците, помагате колку што можете, сочувствувате со нив. Во разговорот кажете дури со нив се храните заедно, за покажете дека ние не јадеме ништо повеќе од тоа што вам ми даваме. Како би ја оцениле во овој момент бегалскава криза, односно односот на македонците кон оние бегалци што доаѓаат и поминуваат низ наша република? Ние сме многу задоволни од приемот на граѓаните на бегалците. Значи, со бегалците сме веќе скоро година дена на терен, зборувам, каде што среќаваме со нив, им носиме хуманитарна помош, разговараме со нив на било каков начин, значи облека, било што ги снабдуваме. И во првото време беше многу тешко, мора да одат пешки, одеа со точаци, имаше многу страдање. Многу несрекни случаи на железниците. Што ја трогна јавноста, тоа беше и повод да се донесе закон. И јас излегов на медиуми и барав, дајте да донесеме закон кој што има во Србија, ќе се спасат луѓето. Ќе организираме превоз, ќе покажеме Македонија како хумана земја, не како земја која што е црна точка во нивниот пат на транзит кон Европа. И на 18 јуни тоа се случи, се донесе. Ние сме многу среќни поради тоа, бидејќи сега Македонија од црна точка представува светла точка на нивниот пат. Сега во Македонија тие луѓе кои ќе влезат, ние ги пречекуваме. Им велиме топло добре дојде. Им даваме храна и вода на дечињата тоа што им треба, облека на тие што се кога е навечер, кога е ладно. Тука е полицијата која што се грижи веднаш групите да добијат превоз, значи да дојде воз, да дојде автобус или такси.
и да можат да транзитираат што побрзо, за да не бидат мета на било какви криумчари, мафија или криминалци локални или од страна, како што имавме големи афганистански банди кои што функционира на таа територија. Сега нивниот пат во Македонија е безбеден. Имавме една делегација од Европа и посетивме грчката страна, во Македонија двата гранични премини и бевме во Прешево. Так. И кога ги прашуваа како ви е на едно место, како ви е на друго место, луѓето кажа, ние бевме презадоволни во Македонија. Покажа некој знакот на мојата мајчка, вика, this give food. Македонија, very nice. Добре е. Го положивме испитот. Само треба да устраеме подолго. Така, отец Ивица, вие по професија сте свештеник, така. И вашиот повик, освен тој духовниот, а каде што треба нели луѓето да ги подучувате за духовните вистини, е и да се чувствуваат. По природа христијаните се милосрдни луѓе. Дали е тоа така само нели во книгите стои, Христос не повикува да бидеме милосрдни кон другите луѓе, како е во стварноста, во денешната македонска стварност, дали ние македонците сме милосрдни луѓе? И правични, праведни, како што е темата. Доколку сум правичен, доколку вистина онака влеземе во суштината на темата на денешната емисија околу правичноста, правдата и милосрдието како вредности, доколку сме праведни, односно објективни, треба да забележиме дека човекот по природа, за жал, затоа што е отпаднат од Господ и сериозно инфициран со злото, е егоистичен, не е милосрден. Не е милосрден. Милосрдноста е плод на љубовта, плод на срцето кое е меко, кое разбира. И ако човек нема ољубовено меко срце, тогаш тој не може да пројави милосрдност. Тој е немилосрден. И тој е еден цел процес кај секој човек. И сега нашиот народ, затоа што Јасмин доаѓа од исламската верска заедница, како муслиман, би сакал да проговорам дека нашиот народ, односно граѓаните на Република Македонија и христијани и муслимани, сепак негувајќи таа вредност на љубов кон Бог, тие длабоко во себе си го изнедриле или го изнедруваат тој дар на милосрдие и убаво што Јасмин го преговори тоа, дека ние како Македонија и како граѓани на Република Македонија од сите вероисповети, конкретно овие две, што се најмногобројни во Република Македонија, покажавме милосрдност, односно разбирање, односно поточно кажано, со посовремен термин, емпатија кон бегалците што ни доаѓаат од крајно сериозната криза која владеја на Блискиот Исток, особено во Сирија. Значи, јас пред година и пол дена, можеби бев меѓу првите кои така помагав на бегалци од Сирија, тоа беа христијани, семејства христијански од Сирија, кои транзитираа тогаш низ Македонија, но тогаш се уште тоа беа поединечни случаи. Но гледаме дека со текот на времето ова криза веќе некои нарекуваат голема преселба на народите. Тоа е толку многу луѓе преминуваат од еден дел во светот во друг дел во светот и така натаму. Така да веќе не може да се говори за некоја бегалска криза, тука е малце по-комплексен проблемот и во суштина исто така треба да се проговори и за причината на таа криза. Значи, не би сакал да влегувам во политика, не е ни целта на ова наша емисија, но ако повторно погледаме правично, ќе видиме дека причината за сета ова криза што ни доаѓа од Блискиот Исток, иако е многу по-комплексно прашањето, но сепак доаѓа од така наречената арапска пролет, а некои таа арапска пролет сега ја нарекуваат арапско лето, тогаш започна со некакви идеи, некакви цели, но ние гледаме какви се последиците. Сега, кои, што и кои беа оние кои ја мотивираат целата таа приказка со арапската пролет, тоа е веќе исто така една друга тема, но ние ги гледаме страшните последици денеска. Особено ги гледаме во Сирија. Во Сирија, и од моите лични искуства со бегалците, и од тоа што сум имал можност да го прочитам и да го видам, најголем процент од луѓето што се бегалци од Сирија, но и од Либија, и од Ирак, и од другите земји од Блискиот Исток, па и од Африка,
бегаат со оваа мотивација, дека осознаваат дека нивниот живот веќе е неможен таму, на тие простори. На тие простори до тој степен се е милитаризирано, особено во Сирија веќе не се знае кој со кого војува. Таму постојат многу фракции, освен владата на Башар ал-Асад, така наречената слободна армија, ИСИЛ или Даеш или така натаму, постојат разни други мали подфракции, секој ја користи оваа ситуација за да дојде до некаков позитивен момент под наводници за себе си, најчесто криминален и крајно проблематичен. И луѓето осознаваат дека веќе немаат живот таму. Значи, гледа дека за долго време тоа таму нема да се реши и повеќемина од нив, баш гледав една емисија многу интересна на Ал Джазира, возовите на надежта. Имаше многу убави интервју со луѓето кои патува во тие возови, кои тргнуваат тука од Гевгелија подат нагоре на кај Србија и така натаму. Најчесто луѓето што говореа својот мотив зошто бегаат, дека просто не сакат својот живот понатаму да го живеат во такви околности во кои за жал сега се наоѓа Блискиот Исток. И тие бегаат од тој дел од светот и сега ние пред секако луѓе и како верници, без разлика христијани, муслимани, кон бегалците треба навистина да покажеме крајно милосрдие и разбирање, затоа што бегалецот е човек кој е оставен на милост и немилост. Значи, оставен е, односно, поради немилоста на некого, еве се нашло во таа состојба, ние кон бегалците да покажеме милост. И тоа е многу битно нешто, затоа што кон секој човек кој е во немилост, кој е испаднал во таква состојба, многу е битно она што се вика да му се покаже човечка рака, за да понатаму се одржи тој хуморизам, човеколюбие, па и боголюбие во таквите луѓе кои се наоѓаат во таква состојба. И го поддржувам тоа што го говореше Јасмин, дека навистина ние како граѓани на Република Македонија од сите вероисповети, некој помалку, некој повеќе и така натаму, но сепак колку толку и на тие луѓе како бегалци од тој дел на светот, па и на светот му покажавме дека кај нас милосрдието е живо. Така. Јасмин, правдолюбивоста истовремено значи и вистинолюбивост. Многумина се прашуваат зошто сега бегалците бегаат наму, кога има богати арапски и муслимански држави како Саудиска Арабија, Катар, Кувајт и така натаму, што едноставно можат и натаму да бегаат. Сте го поставили вие прашањето што е основата за се тоа? Што е вистината во се тоа? Ние ќе бидеме милосрдни колку што можеме, колку што се нашите можности, но која е позадината, која е вистината на целата оваа криза? Зашто се случува ова, токму вака? Значи, како што рече и отецот Ивица, се случуваат големи политички одлуки за кои што ние немаме влијание. Туку ние само можеме, бидејќи луѓето дошли на наша врата, да покажеме кој е нашето срце, што имаме во нашите срца, да го покажеме тоа на дело. Често пати велат луѓето, бегалците не бегаат кон Саудиска Арабија и другите земји. Делумно има вистина, делумно Саудиска Арабија, да речеме, излезе еден демант од нивна страна, бидејќи беа напаѓани многу, и рече да, ние имаме околу 2,5 милиони бегалци од Јемен и од Сирија, но не ги третираме како бегалци, туку им даваме друг статус во државата, не фалејќи се до тоа, затоа што сме богата земја, можеме да понудиме стан, а не камп. За разлика од Турција, која што им е најблиску, од другите земји се малку подалечни, и нормално арапските земји гледаат конкуренција. Луѓето кои што уживаат во богатство, а биле номади до пред 50 години, не сакаат некој да содействува во нивното богатство. Богатите луѓе често не им веруваат на сиромашните луѓе. Не во смисла ситиот на гладниот не му веруваат. Да. И поради тие некои причини, тези земји се мали, тие се богати, а мали, место нема. И сметаат дека е подобро ако нив им помогнат да одат негде во друг дел од светот. Од друга страна треба да знаеме и дека начинот на кој што па тие луѓе се однесуваат со другиве арапски народи, да речеме таму секојаш имало египјани во тие земји на заливот, имало палестинци кои што живеели по 50 години, никогаш не добиле државјанство. Нивните закони се многу стриктни по ова прашање. Не примаат луѓе во нивната држава. Дури не како бегалци. Ќе дојдеш, ќе работиш, ќе те искористам и ќе те пуштам да се вратиш назад. Тоа е голема неправда. За разлика од европските земји, во кои што од мрачното доба ги просветли ренесансата, правдолюбието и правдата која што им ја даваат на сите
граѓани и на Правда и луѓето кои правично што за сите, нели да, тоа? тогаш тоа го влече секого. Так. Имаше еден голем исламски научник кој што шејх на Ал-Азхар на универзитетот во Египет, бил во посета на Европа и рече, отидов во Европа, не видов муслимани, ама многу ислам имаше. А во арапските земји многу муслимани, многу слабо ислам имаше. Го прашуваат како? Редот и правдата кој што ги има во европските земји е она што и исламот го бара од нас. За жал, муслиманските земји до скоро, нели до 40 на години беа колонии, некакви протекторати, сега имаат диктатори за председатели, кралеви, не знам што. Тие немаат можност тие своји вредности да ги исполат и да се организираат земјата како што сакаат. Се некој им се меша во тоа. А европските земји ги земале најдобрите начини на владење, ги имплементирале и функционираат за добробит на своите граѓани. Затоа секој сака да отиде во Германија или сака да отиде во Шведска, затоа што на секој еден човек го третираат како човек. Тоа е она што е пораката на исламот. Твојот живот, твојата чест и твојот иметок, значи богатство, е свето. И ти треба да бидеш заштитен од страна на државата и општеството во овие работи. Моментално на Блискиот исток го немаме ова. Човечкиот живот не вреди. Таму нити има правда, нити има праведност, ниту пак има праведолюбие. Никој не сака да воспостави такво нешто. Човекот нема живот. Човечкиот живот нема вредност. Штом нема вредност, тие луѓе бегаат во земјите каде што има вредност. А за нас секој од тие луѓе вреди. Во моментот кога излезе бебето кое што беше удавено на плажата во Турција, тоа беше страшно нешто призореден за сите луѓе во целиот свет. Во тој момент во Гевгелија видов едно друго девојче, малце поголемо од тоа детенце, имам керкичка 3 години, кое што беа рачињата во завој. Се приближив, ја гушнав и реков, добро е барем тебе ти имаме тука, ако не можело едно детенце, друго сме спасиле. Сега си насигурно во Македонија. Прашав родителите што е, викаат многу сонце во Грција, му се случило на детето дехидрирало, па му ставале нели инфузија и така натаму. Срекни сме за секој еден живот што ќе успее да стигне, да се спаси, да му овозможиме да може да продолжи понатаму. Отец Ивица, христијанството некои можеби го доживуваат како исклучива религија, меѓутоа милосрдието, љубовта кон ближниот, кон другиот е присутно и во Евангелието, во Христовите зборови, во Христовите поуки, меѓутоа и во христијанството како вера која поучува дека секогаш треба да бидеме милосрдни кон другите, кон различните, кои не ни се само браќа по крв и по верување, туку и кон оние другите. Значи, кога го употреби тој термин исклучивост, треба да се дефинира тоа. Значи, кога се говори за вистините на верата, тука, односно догматите на верата, тоа што Бог ни одвил како вистина, тука нештата се такви како што се и тука нема релативизам. Так. Но тие вистини на верата ни говорат дека секој човек во овој свет е наш ближен. Конкретно, нашиот спасител, Месијата, преку една парабола околу тоа кој е ближен, затоа што евреите под ближен си подразбирале луѓе кои им се блиски по вера, по род, но Христос тука дефинира дека ближен е оној кој ни е блиско до нам, без разлика кој е тој. Так. Дали е со различен социјален статус, со различен полов статус, со различен верски статус, национален статус. Не е битно кој е тој. Так. Битно е дека е тој блиско до нас и тој е нашиот ближен. И на тој човек кој страда, кој е во немилост, ние сме задолжени пред се како Божји созданија, особено како верници, да му помогнеме, без да го прашуваме кој и што е. Так. Значи, тоа е вистинскиот христијански пристап, јас длабоко верувам дека тоа е во исламот истиот пристап. Значи, и христијанството, исламот и јудаизмот доаѓаат сепак од еден исти корен и така натаму, традиционално гледано. Тоа се монотеистички вери, суштински, кога ќе се допре не толку во догматиката, но во етиката, ќе видиме дека етичкиот систем е многу сличен. Така, интересно е дека дури во догматиката на едно место Исус кога ги собира, нели, вели
кон овие мали? Значи, кога го препознале Исус? Кои ќе бидат тие што ќе бидат спасени, што ќе бидат од десната страна него, а кои ќе бидат од левата, да кажеме? Исто така, кога тој го отвара прашањето за ескатонот, за крајот, значи, кога ќе дојде крајот на овој ваков свет, значи, нас ни откриено дека овој ваков свет ќе дојде, ќе има свој крај, како што истото тоа се верува во исламот и во јудаизмот. Значи, ние веруваме дека овој ваков свет кој е отпаднат од Господ, кој е инфициран со злото, кој е ваков, отпаднат, ќе има свој крај и на крајот на овој свет ќе има суд. Сите ние ќе да станеме на судот Божи. И сега Христос ни кажува всушност како ќе изгледа тој суд, кога тој вели дека пред него ќе застанат сите народи, но едни од левата страна, други од десната страна. И судот ќе биде многу интересен. Судот ќе биде според тоа како сме се однесувале според овие мои мали, како што вика Христос. Односно, како сме се однесувале според оние кои се најнемоćни во овој свет. Односно, оние што се во затвор, оние што се болни, оние што се прогонети, гладни и така натаму. Значи, љубовта изразена преку милосрдието, односно мекото срце, срцето кој е исполнето со Божјата љубов и Божјата вистина, тоа е она што нас ќе не воведе во рајот или во царството Божјо. Тоа е тоа. Значи, ние може да велиме дека го познаваме Светото писмо наизуст или Куранот наизуст, може сами да се нарекуваме кој знае какви верници, може сами да правиме некакви системи во нашата вера. И може да бидеме повеќе верољубиви отколку боголюбиви и нашето срце ако биде камено и немилосрдно, не знам кај ќе влеземе, не знам како ќе победиме на судот Божи. Така да тоа е тој битен момент и тоа треба да важи во сите сегменти на нашиот живот. И сега во исто време милосрдието и правичноста треба да биде врзано и со мудрост. Затоа што мора да бидеме свесни дека во овој ваков лажовен свет или дуњалук, како би било на арапски, така беше, отпаднат свет, значи ние треба да бидеме свесни дека некои сакат и да ја злоупотребат нашата љубов, нашето милосрдие и треба да бидеме свесни како и со нив. Значи, како што вели самиот Христос, треба да бидеме гулаби, но и змии во исто време. Односно, луѓе кои треба да имаат топло срце, но и трезвен ум. Така да во целата оваа ситуација, ние како граѓани Република Македонија од било која вероисповед треба да имаме еден ваков став милосрден кон сето тоа што се случува моментално во светот, но исто така треба да бидеме и трезвени. Затоа што јас ја искористив таа ситуација, затоа што Јасмин е тука, би сакал да ја отворам и оваа тема, затоа што и во јавноста, нашата јавност и во меѓународната јавност излегува дека не сите што доаѓаат од Блискиот Исток се бегалци. Значи имаме и луѓе кои се економски мигранти или емигранти. Значи што со нив, затоа што тие не се бегалци, самиот ти си сведок, јас сум сведок дека навистина има многу бегалци со семејства кои се во страшна немоќ, но кога ќе видиме таму некои други луѓе кои имаат доста пари, кои се доста организирани, најчесто тоа се групи на млади мажи и така натаму, ние добиваме една друга слика. Исто така во светската јавност се отвори тоа прашање околу можноста да се инфилтрираат во територијата на Европа и припадници на така наречениот радикален ислам, односно на Даеш, на ИСИС и така натаму. Ние гледаме што се случува денеска во Сирија, па некои од нивните лидери тоа отворено го говори дека нивната цел, освен тоа да се запали Блискиот Исток, е и да се запали Европа. Сега, моето прашање до тебе, јас како соуредник во емисијата е како да ги разликуваме и како кон тие што не се бегалци, а од друга страна, како ние, кои сме граѓани на Република Македонија, без разлика од христијанска или од исламска вероисповед, како да го разликуваме оној автентичен ислам од оној, како да го наречам јас, радикален, идеологизиран ислам, што ни доаѓа од Блискиот Исток. За жал, такви пропагатори на таквиот ислам имаме тука и во Македонија. Како ние, како граѓани на Република Македонија, без разлика од која вероисповед, да градиме однос кон тоа и како да ги препознаваме нештата? Значи, во однос на бегалците кои што доаѓаат, постои разлика меѓу нив. Иако се 80-90% бегалци, меѓу нив има и економски мигранти. Тоа се луѓе кои што работеле во Грција, работеле во Турција, најчесто луѓе од Африка, луѓе од Афганистан, заработиле пари за да може да си го исплатат патот и виделе можност заедно со бегалската криза да искористат ефтин начин
и сигурен начин за влез во Европа. Често пати има и конфликти меѓу нив и сиријците. Сирискиот пасош е многу вреден. Доколку било кој од нив, барем малку знае арапски, може да му го украде пасошот или лична карта или било каков документ и да се повика дека тој е бегалец. Бидејќи не е исто мигрант и бегалец. Не е исто, да. И во таа земја каде што ќе пристигнат, имаат различен статус. Едниот ќе го вратат, другите ќе го задржат. Едниот има проблем од екзистенционална природа во однос на тоа дека животот му е загрозен, а другиот оди за да заработи. И ја злоупотребува ситуацијата. Ја злоупотребува ситуацијата. Да, често пати сириците велат овие што се качуваат преку прозорец на овој начин, овие што се буткаат во возот, ве молиме, ние не сме такви, не се сирици, овие се не знам од каде, набројуваат земји и луѓе, тие се познаат меѓу себе. Човекот што е прв пат да отиде да се види со групата на бегалци, не може да направи разлика. Често пати новите волонтери ме прашуваат, кај знаеш ти кој е араб, кој не е, кој е афганистанец, кој е пакистанец или слично, освен црнците кои што се предпознатливи, за краток период ги препознаваат и разликите во јазикот, но и разликите на начинот на однесување. Кога ние ќе однесеме храна и кога сириците ќе застанат во ред културно да земат или пак чекаат да им однесеш, не е исто како кога афганистанците прават хаос и неред и секој мисли дека нема да остане за него или сака да земе по 2, по 3, не разбира што е линија, не разбира што е ред. И ова е не само проблем кон нас како хуманитарни организации, туку проблем и со полицијата, тие не можеа да воспостават ред. И ден денес е многу тешко, мора да се контролираат строго за да се одржи редот, да нема никакви проблеми. Во однос на тоа дали влегуваат радикални или екстремистички елементи од Блискиот Исток во Европа, јас лично не сум видел на терен нити некој од нас, бидејќи луѓето не разговараат за овие работи. Прва работа, значи не можеш да го детектираш толку лесно. Втора работа од она што го следиме, значи целата криза, јас имав и колумни пишува на таа тема, всушност создавањето на таа исламска држава често пати никој од исламските научници не се согласува со ова, ниту може да му даде епитет исламски. Значи, они сами себе се нарекуваат исламски калифат. Значи, тоа е само прогласена, ако може да кажеме, држава или организација, која што не добила од ниту една земја или од ниту еден признат исламски научник поддршка. И тие луѓе имаат ексклузивитет на религијата. Велат, или си со нас, или не си муслиман. Тоа е исклучува. Да. И тоа е проблемот, тука веднаш се гледа дека не постои широко срце. Важи и за сунитите, и за шиитите или Не, значи тоа е верување само во нивната идеологија. Така. И тогаш тие велат не, имаме, значи, или е вака како што велиме ние, или вие другите, да, или вие другите не сте муслимани. Завршена работа. Дори често пати муслиманите повеќе страдаат во Сирија од христијаните. Токму од ваквите структури. А ваквите структури се вештачко создание на Блискиот Исток од некои други високополитички, геополитички интереси со одредени цели за дестабилизација, за цицање на нафтата, за осварување профит, за создавање други држави на Блискиот Исток, а страдаат обичните луѓе. Така е. Оние малите. Малите. За кои што говориме. И затоа сметам дека, напротив, ние во европските земји имаме проблем со наши граѓани кои што се инфектирани со такви идеи. А не дека тие луѓе ќе дојдат кај нас. Бидејќи тој човек и да дојде во Македонија, ќе биде препознаен. Тој човек треба да остане, да работи, а никој бегалец не остана во држава. Треба да остане да работи, да гледа што се случува, како се случува, да собере информации, да знае како да може да делува. Затоа тие не функционираат на овој начин. Тие имаат своја медиумска кампања, рекрутираат луѓе преку интернет и така натаму, имаат своји луѓе во тие земји и тие луѓе одат во Сирија за да создават некаква држава таму и да ги бркаат овие кои што доаѓаат кај нас. Значи, ова е моето гледиште во однос на ова прашање. Може би грешам, но за сега така стојат работите. На теренот така се покажа нештата. Така стојат работите, бидејќи ако видиме кои
стои од нивна страна, ќе видиме дека повеќето од луѓето во нивните редови се странци. Млади дечки, неизреализирани, недоволно научени за животот, неприфатени во општеството, криминалци, кои што мислат дека таму тоа што им е забранено во оваа земја, таму ќе биде дозволено, тоа е голем проблем. А секој од нив треба нормално да се гледа индивидуално, бидејќи некој баш поради недостиг на информации може да биде со испран мозок, заведен, жртва на некој злоупотребен идеализам се вика. Да. И затоа и кога би имале граѓани кои што ќе се враќаат, ако се враќаат, ја не ми се верува дека би се враќале во оваа држава, бидејќи тие си имаат веќе своја држава, секој од нив треба да му се пристапи посебно да се види што стои позади тоа. Може би некој отишол чисто од хумани причини, мислел дека треба да одам таму да направам нешто добро. Так. А во Сирија е многу незгодна работата. Јас сум бил 3 пати и после третиот пат веќе решив таму не се оди, таму е многу тешка состојбата и да одиш со најголемо срце. Таму е не си прифатен на тој начин. И да не речам секој против секого војува. Никој на никого не верува. Животот нема вредност. И тоа е многу тежок терен за функционирање, да ти можеш да спасиш некаков живот. Дури не можеш да го сочуваш ни својот. Дојдовме до тоа од Ецевица, животот како најголема вредност. Јас само, пошто тој момент, пошто ја мислам дека е тоа многу битно за нашите граѓани, без разлика на која вероисповед припаѓаат, како Јасмин да го разликуваме она што е неавтентично, конкретно во исламот кој е автентичен тука во рамките на Република Македонија, како да го разликуваме оној другиот. Сега, јас, ако го наречам тоа ислам, тогаш што ислам се конфронтира со ово ислам и така натаму. Како ти тоа би го објаснил за да нашите гледачи сепак разберат како да го разликуваат оној радикален, фанатичен, екстремистички ислам од оној што е автентичниот ислам, тој ислам кој е традиционален на овие простори и кој што се е препознатлив со тоа што не е населен, затоа што овој е крајно населен другиот. Муслиманите во Македонија се автохтони со векови. Нашите дедовци и вашите дедовци живееле на овие простори балкански, успеале да преживеат толку време, ние функционираме заедно во соседство, мешани едни со други во една зграда, имаме начин. Се што не се совпаѓа од овој модел, можеме лесно да го окарактеризираме како отстапување од оние рамки на традиционален соживот, на традиционално верување и делување. И од едната, и од другата страна. И фала Богу, имаме институции. Тие институции произведуваат своји кадри. Тие кадри се прифатени, добиваат лиценци за функционирање за работа. Затоа и исламот како религија не може да се учи од било кого. Треба да се учи од официјални лица, не од интернет. Често пати тоа се спомнува кај нас, вика, кој ти рекол шех Google. Да, значи како кај вас отецот Google. Да. Зошто? Затоа што интернетот се информации кои што не се сирови информации, кои што не се филтрирани. Да. И не можеш ти да кажеш, сум нашол на интернет, се појавил некој, му дале име, се потпишал дека е, не знам, има моџа или било што, и ќе го следам него. Напротив, ние имаме луѓе кои што го живеат исламот со години и со генерации. Мојот дедо бил меѓу првите од југословенско, мојот прадедо бил меѓу првите од во југословенско време аџи кои што отишле на аџила, кога се пуштило, се либерализирало тоа. Значи, традиционалната шамија баба ми ја носела цел живот. Сите тие работи биле не само ствар на традиција и ствар на убедување. И тоа останува тука и ние се препознаваме едни со други. Кога луѓето ќе го видиш дека со насмевка и со добрина му приоѓа на другиот човек, знаеш дека е во ред. А кога ќе видиш дека во своето срце има омраза во старт и неспремно за разговарање и комуникација, тогаш тука имаме проблем. Некој отстапил од своите етички норми на својата религија, од било која религија да разговараме. Затоа овие работи на овој начин се разликуваат во постапките на луѓето. Бидејќи тие што живееле тука традиционално цело време, тие сакаат меѓу себе. Ние се познаваме. Значи, како што јас имам многу пријатели од исламската детска заедница, да.
никој не може на интернет да ме научи мене дека вие таму кај што живеете имате вакви луѓе што се мразат и така натаму. Може тоа да му го испере мозокот на некој дете кој што не ги знае работи. Така. Но никогаш такво нешто нема да најдеме во нашите книги. Никогаш такво нешто нема да најдеме во нашата света книга. Нити во традицијата на нашите имаме, значи на нашето, да не речам, свештенство, на нашите теолози и во нашата пракса. Значи, ние би им препорачале нашите граѓани од едната и од другата вероисповед, доколку налетаат, да се изразам така жаргонски, на некој нешто што ги збунуваат, тогаш таквите прашања кои ги збунуваат да ги упатат до луѓе од исламската или од христијанската заедница, на луѓе кои на вистински автентичен начин ќе им дадат одговор, но на луѓе што ги познаваат. Значи, на луѓе кои се од овие простори, на луѓе кои го почитуваат овој модел на соживот на овие простори. Јас мора да го признам и тој момент дека не сите тие дебати, разговори и така натаму, секој нешто храбро влегол во овие дебати меѓу исламот и христијанството, доживува момент на збогатување, затоа што се збогатува со една сериозна духовна традиција. Многу нешта, еве и на почетокот на оваа емисија, кога говоревме за една тема, околу заедништвото, ние дојдовме до скоро исти ставови. Значи, особено на тој етички став, и исламот и христијанството се поклопуваат. Мислам дека тој модел и таа препознатливост треба да се негува и секогаш кога нешто не ни е јасно, треба да го прашаме нашиот сосед, кој е наш сосед, кој си го препознаваме како вистински верник, дали е христијанин, дали е муслиман. Мислам дека тој модел треба да се почитува и ние како мала ова Македонија, но со овој модел навистина можеме да се сведочиме во светот како тоа муслиманите и христијаните живеат помеѓу себе си и духовно се збогатуваат. Нема да бидам необјективен. Различноста секогаш е богатство. Никогаш негативност. Никогаш осиромашување. Во согласност со темата, нели, кога зборуваме за правдолюбивоста, правичноста, сочувството, тоа дали може да кажеме дека правдолюбивиот човек не може да не биде вистинолюбив, не може да не биде миролюбив. Значи сите тие вредности, затоа и нашата емисија се вика Потрага по вредности, една вредност влегува во друга. Ако една вредност се исклучува другата, тогаш е проблематично. Еве во моментов, сакам да ревнувам јас за христијанската вера, ти ревнуваш за исламската вера. Ама ако тоа го правам без љубов, тоа се претвара во фанатизам. Едноставно се губи правичноста. А јас ако сум правичен, секогаш ќе сакам или со отворено срце да му помогнам на оној што е во заблуда или е во неблагословена ситуација, да го доведам во подобра ситуација. И на тој начин, нели, правично, една вредност повлекува друга вредност и на тој начин луѓето се збогатуваат меѓу себе, комуницирајќи, разминувајќи ги освен мислите и вредностите. Дали ми се согласи? Околу тој момент на неправичност, неправда, пошто говориме за правда, Блискиот Исток, мора да се признае, е последица од неправдата од западните колонијални земји. Так. Значи, ако се вратиме ние на историјата и видиме кој како ги цртал тие граници таму и кои колонијални сили си ги спроведувале своите интереси, како што Јасмин спомна за Даеш или ИСИС, кој ги користи ИСИС за да црпи неконтролирано нафта колку сака, за да може после да испушти цената на нафтата, за да врши глобални влијанија во светот. Тие прашања се многу битни да ги разбереме, дека се производ на сериозна неправичност на некои алчни луѓе кои предизвикуваат страшно страдање на милиони невини луѓе. И ние како верници треба да го кажеме ова, да ја кажеме правдата, затоа што правдата е врзана со нешто што е право. Значи, ова е криво. Ние гледаме дека таму некој прави сериозна кривица, вина. Само што јас, очекувам полека целото човештво, без разлика од која вера, исповед и така натаму, да полека го насочи прстот кон вистинскиот виновник, затоа што вистинскиот виновник длабоко и сериозно си ги крие своите нозе и бега од одговорноста. Но мислам дека целото човештво, и исламскиот свет, и христијанскиот свет, и Блискиот Исток, и Европа, па и целиот свет веќе полека го детектира вистинскиот виновник и полека се надевам дека, како што се направи Хашкиот трибунал за злосторството тука во Југославија, дека ќе постои, дај Боже, еден суд на кој сите овие виновници за оваа ситуација на Блискиот Исток ќе одговараат. Се надевам. Судот мора да постои, ако не на оваа земја, на оној свет секој ќе го стигне. Така е. Дури ние да сгрешиме како луѓе судејќи на други луѓе,
таа работа ќе се исправи за време на вистинскиот праведен суд. Тоа што го спомнавте преска, има едно мото во Куранот, кој што им се обраќа Бог на луѓето, им вели: сведочете, бидете праведни и сведочете макар и против вас самите праведно. Правдата е многу битна работа и треба да биде, значи човек не може да биде верник ако не биде праведен и правдолюбив. И ако не вложува напор во спроведување на правдата. Па така имаме еден друг цитат од Куранот кај што вели: советувајте се меѓу себе, повикувајте на добро и одвраќајте од зло. И повикувајте на Божиот пат, на патот на вистината, на најмудар начин. Не можеш вистината или правдата да ја воспоставиш со сила. Не можеме ние да бидеме Робин Худ, да им земеме на богатите за да им дадеме на сиромашните. Не. Тоа е една вредност која што или ја имаш, или ја немаш. Ако ја имаш, ќе дадеш. И ќе бидеме заедно, помагајќи им на луѓето на терен. Ако ја немаш, јас не можам да земам од тебе. А ти си тој што губиш. А раката која што дава, никогаш не пресушува. И околу праведноста во самите блаженства, кога Христос ја започна својата беседа на гората, кога говори за небесната лествица, како се стекнува тоа блаженство, таа вечна состојба на постоење, едно од блаженствата е околу правдата. Блажени се гладните за правда. Две блаженства се спомна особено, на два пати за правда. Блажени се гладните за правда затоа што ќе се наситат. Значи, гладни за правда. И прогонетите за правда. Значи, први нова гладни за правда. Значи, како што ние, самото тело нас ни пројавува глад, значи има потреба за храна, значи Христос вели: бидете гладни за правда. Како што вашето тело е гладно за храна и без храна ќе умре, така и вие без правда ќе умрете. Значи, без правда, ако живееш без праведност, ќе умреш. Но правдата доаѓа од првото блаженство, од духовното будење, од срцето кое љуби, и срцето кое љуби и на вистински начин ја разбира правдата, затоа што да не завлеземе во една сурова правда, затоа што па има и егоистична правда која е сурова и немилосрдна. Значи Христос не говори за таква правда, туку говори за правда која е плод на топлото срце, која е плод на олюбовеното срце, и тогаш таквиот човек треба да биде гладен за правдата. Еве сега ние во овој момент суштина го пројавуваме тоа. Говориме за тоа зошто се случува тоа таму што се случува. Барајќи правда, барајќи го вистинскиот одговор. Зошто тоа таму се случува, кој е причинителот на сето тоа и зошто овие луѓе на вистина страдаат. И сега на крај на крајвите, барајќи ја правдата, ние не можеме да останеме само на правдата, да дојдеме до заклучок, а тие страдат поради тој и тој, да ги дигнеме нашите раце. Тука оди љубовта после тоа преку милосрдието, да имаме разбирање за тие луѓе кои невино страдаат. Кои страдаат поради неправедноста на некои луѓе кои не само што не се гладни за правда, туку длабоко изгледа немаат осет за правда. Прават неправда. Свесно прават неправда. Тоа е тоа. Така, Христос на друго место вели дури блажени се оние прогонетите заради правда. Ние да не очекуваме дека ако овој сме праведни, дека ќе не прифатат и ние убаво ќе си поминеме. Нели тоа се случува на Блискиот Исток. Таму има многу праведни луѓе што веројатно ја сакале правдата да ја воспостават, ама не успеале. Затоа што нели овие другите што ја сакаат неправдата се посилни. Нели има и пословица сила Бога не моли. Значи посилниот Бог не му е важен, ако он се чувствува силен. Како би се надвожил ти, јас сум много? Токму така. Луѓето кои што бараат правда околу себе и бараат да бидат на она ниво на жители на земјата како што се некои други, Америка, Европа, земји и цивилизации, тогаш некој од друга страна им наметнува да им каже: не, вие мора да живеете во неправеден свет. Макар и да го платите тоа со вашите животи, или со тоа да бидете прогонети. Тоа е искушение за секој еден верник кој што тежне кон правдата. А велам дека и тие се искушение за нас, кои што им го сакаме доброто и сакаме да постапува нашата држава и ние како граѓани правично и праведно кон него. И ние нема да бидеме можеби прашани за тоа што се случува во Сирија. Ние не одговараме за тоа, прашани за тоа што се случува од Гевгелија до Табановци.
колку луѓе сме заштитили на тој пат, колку луѓе сме нахранили на тој пат, колку сме напоиле, колку луѓе сме однели на доктор, колку сме облекли од студ и сме ги спасили од дожд. Так. А секако дека во меѓународни рамки треба да бидеме најгласните да се спречи војната. Така е, да. Клучот за забирање на војната е нив. Така е. Тие што ја започна. Често пати европјаните ме прашуваат телевизиски разговори, односно интервјуа, како да се реши овој проблем. Велам, не сте ни вие криви. И вие сте жртва на вашите партнери кои што седат од другата страна на океанот, кои што ја цицаат нафтата, а бегалци доаѓаат кај вас преку нас. Така е. И вие не знаете како да го решите ова? Обратете им се на нив. Или, ако сте доволно мокни, интервенирајте таму. Во Сирија има доста, значи Сирија е голема земја, има само 20 милиони луѓе во однос на тоа колкава територија е. Огромно, да. И тие луѓе во некои моменти, во некои предели во Сирија, има простор да се направи слободна територија под United Nations, Така, покровителство. да, кои што ќе ги заштита таму, да останат на своето место. Бидејќи верувате, секој од тие деца кои што поминуваат, сите тие млади со кои што ние разговараме секојдневно, сте велат, сакам во Германија бидејќи можам веднаш да запишам на факултет, да завршам факултет и штом се заврши војната, се вратам на моето место. Јас ги задевам, велам, а каде ќе се вратиш, Сирија е цела израмнета, нема ништо. Скоро Ако слушам. тоа е моје место, темелите останале. Дедовците, гробовите на нашите дедовци се таму. А често пати на нивните браќа, сестри или татковци и мајки. Така. Многу е тешко да го поставиш прашањето на кој со кого избегал или кој му останал, често пати не разговараме на таа тема, бидејќи е многу болно да се слуша од нивна страна. Сите тие луѓе ја чувствуваат таа земја како што ја чувствуваме ние Македонија. И секој од нив ќе отиде за да се спаси, а со цел да се усоврши да биде подобар човек, да се врати во својата земја, во своето огниште. И повозможете им го тоа, не ги бркајте од дома. Не размислувате како да им го усложните патот до вашата земја ако веќе ги примате. Или направете го тоа на подостоинствен начин, направете го возот Ориент Експрес кој што од Истанбул или крајот на Турција ќе оди до Берлин или до Париз. Така. Или имате авиони за таква работа, или имате бродови со кои што може да им ги пуштите во Америка. Така. Америка е раат по ова прашање. Вели, ја можам да пуштам само 10.000... 10.000, да пример. Толку. Од 20 милиони луѓе, од тоа е 10 милиони раселени. сарказам е Тоа е тоа. срамота. Тоа е сарказам, Затоа треба ние да бидеме сите на страна на правдата, секојаш кога се разговараат овие работи да се каже така. Никој од нив не сака да остане во Македонија. Секој од нив сака да оди на подобро место, а потоа да се врати во својата земја. Овозможете им го тоа. И плюс, затоа што ти си па директен сведок на нештата, убаво е тоа да го засведочиш дека освен најголем процент се сепак муслимани, но меѓу бегалците има огромен процент христијани кои доаѓаат од оние простори на Блискиот Исток, особено од Сирија. Сирија е земја која што изобилува со различни религии. Така е, да. И некои што никогаш не сум ги сретнал во животот, друзи, да речеме, или некои секти кои што дури не се сеќавам на имињата, бидејќи прв пат сум слушнал тогаш, тие луѓе поминале. Ја кажале својата Голгота. Атеисти, а да не зборам за христијаните, со кои што често пати ќе извадам слика на Facebook, за да им кажам на нашите граѓани, сограѓани христијани, да им кажам има и вакви, а ние не правиме разлика. Така е. И вие не треба да правите разлика. Треба да бидеме сите заедно во ова. Да им подадеме рака на сите нив. Да ги пречекаме и да ги испратиме како луѓе. И тие меѓу себе. Не знаете, имаше една група, значи Метио еден новинар, следеше една група од Турција до Холандија. Група од 167 луѓе, половина христијани, половина муслимани, арапи, сирици, сите. Таква помош и солидарност меѓу сите нив, значи додека не стигнаа до Србија, никој од никого не сакаше да се раздели. Заедно пешачење низ Македонија, заедно ги чекавме кај мостот на Миравци да им дадеме храна, бидејќи беше темница, беа гладни, се изморили од патот, имаа стар човек кој што мораше да заврши во болница, мали деца семејства, па во Демир Капија ги сретнавме, па после им продадоа точаци негде на кај Неготино, па со него па тргнаа со точаците до Велес, па во Велес слушнаа дека можат да ги остават точаците да продолжат со воз до Куманово. И јас мислам дека кога излезе филмот, тоа е интересна за некои луѓе што не знаат што се случувало, интересен приказ на нивното страдање Голгота низ сите овие краеви, а од друга страна се гледа и тука голем број луѓе, значи нивната поврзаност како и христијани и муслимани, солидарност меѓу нив, но и нашата на терен. Кога јас или мојата сопруга заедно со Габриела ги дочекуваме во Демир Капија,
или Александра со Дритон и Маре горе во Табановце. Тоа се и во Куманово џамијата. Значи, тоа се прекрасни примери кои што утре ќе излезат, ќе бидат евидентни и не мораме да продолжиме на овој пат. Така, веќе ќе мора да завршуваме емисијата, иако темата е така да привршуваме преизобилна како и последни. многу ни е пријатен разговорот, но јас би сакал и ова да го споделам на нашите гледачи, дека оние кои направи оваа неправда, страшна неправда, еден страшен екзодус, едно страшно страдање, како што спомна премалку, или ќе одговарат на судот во овој свет, но особено нема да им одмине оној другиот суд. Но мене ми е битно не за нив, кои се извор на неправдата, мене ми е битно да разбереме дека оние кои се ова последица од неправдата и особено оние кои без разлика дали се муслимани и христијани се фрлени во една ваква страшна последица, во која можеме да бидеме фрлени сите ние, затоа што ние не знаеме глобалните играчи каде ќе го стават прстот и каде ќе решат да се ги остварат своите режии и сценарија. Затоа е многу битно, еве тоа ќе биде мојот апел, па се надевам кога ќе слушнеме апелот и на Јасмин, без разлика која вероисповед сме, секој однатре е осведочен за вистинитоста на својата вера, дали си христијанин, дали си муслиманин, тоа е твоја внатрешна одлука, внатрешно осознавање за вистината, но сепак во оваа ситуација, кога сите сме ние ставени во една страшна неправична ситуација, кога некој страшно сака да забие клин помеѓу исламот и христијанството, за да ни искористи нас еден против друг, за да си оствари своји цели, ние и христијаните и муслиманите, без разлика дали ние као христијани сме православни, римокатолици или протестанти, или без разлика муслиманите дали се шиити, сунити, да разбереме дека ние сите сме ставени сега во една страшна игра и дека навистина преко нашата вистинска вера и нашиот вистински прав однос кон својата вера и нашето милосрдие ќе се заштитиме од сите страшни сценарија кои некој сака да ги експериментира врз нас, како што сега го прави тоа во Сирија. Јасно уште реченица две заклучок и привршуваме. Бог да чува од вакви зли сценарија. Мислам дека имаме примери и во регионот од таква незрелост и мислам дека треба да останеме трезни, разумни и да останеме со отворени срца едни кон други и никогаш да не дозволиме религијата или политиката или различната национална припадност да биде причина за било каков јас или конфликт меѓу нашите граѓани. Бидејќи само заедно можеме да се избориме, да обстанеме на ова место и да дадеме просперитет, да вложиме максимум за нашата земја, да биде една светла точка на Балканот, а не темен тунел кој што ќе се пропаѓа. Амин на ова. Јас ви благодарам на моите денешни гости, Јасмин Реджепи и отец Ивица Тодоров. Денеска ние разговаравме за праведноста, правичноста и милосрдноста како вредност. И на крај би заклучил со еден цитат, односно афоризам, уште од времето пред Христа, Есхил вака вели: ако се соединат силата и справедливоста, што може да биде посилно од овој сојуз? Значи, ако луѓето се справедни и ги соединат своите сили, како што кажа отец Ивица, оние што сакаат да стават некаков клин или да ги раздвојат тие нешта, не можат ништо да сторат. Па се надевам дека со нашата емисија помогнавме праведните луѓе да ги соединат собствените сили во името на правдата и во името на Бога, односно во името на етичноста, на човечноста, да го спроведат она што го чувствуваат во своите срца како праведно и како љубовно. Благодарам.